Македонија, тешки мајмуни те ограбуваат и лажат. Од тебе направија џунгла, ама лавот го избрка за хиени да те растргнуваат. Добре дојдовте во втората епизода на Преку Тасевски шоу, а пердашот почнува сега. Откако Заев ги реши сите проблеми во државава, реши на Дарвин да му се меша во штипки. Да видиме корењата се. Значи сега тоа корењата по науката сите сме од мајмуните. Така, по религијата сите сме од Адам и од Ева. И како бе тоа македонците од бугарите само од цел свет или бугарите од македонците, мислам, нели сме или од мајмуните или сме од Адам и од Ева, сега како? Дага! За разлика од израелците, видовте, Заев гаѓа со нуклеарки, право во срце. Штом тресне нешто, треба тамо више не расте. По удар на вистинска нуклеарка, науката вели би преживеале само бубашвабите и шкорпиите, ама од нуклеарните глупости на Заев, абе пепел! Жити Богоројца, бе зоќе, де кажи која наука тврди дека потекнуваме од мајмуните? Дарвин да те чуе салто мортале ќе направи во гробот со шпага, човек. Дарвин никогаш не рекол дека човекот потекнува од мајмуните. Она што го рекол е дека човекот и мајмуните потекнуваат од некој заеднички предок. Ќе повторам, од заеднички предок без оќе, а не од мајмун. Дечко, затоа треба да се вратиш во 7 оделение или барем читнија потеклото на видовите од Дарвин. Чисто онака колку да не маваш со нуклеарки. Многу боли тоа без оќе. Веќе не ни е смешно. Колективно ги палиме свидетелствата од основно и дипломите. Ама изгледа за вас политичарите во власта е логично да потекнуваме од мајмун, зашто владеете со мајмунлаци и мајмунисување. Па мислите сите сме мајмуни, така? И како тоа мислиш, според религијата сме од Адам и Ева. Адам и Ева кој ги направил без оќе? Стево и Божана. Па внимавај што зборуваш. Може да те чуе Мила Царовска и смртно да ти се налути. Според Евангелието на Мила Царовска, може Адам и Ева и не постоеле. Туку првите родители на човекот биле Стево и Трпе. Нели, Стево бил родител 1, а Трпе бил родител 2. Па си посвоиле дете. А може не постоеле ни Стево ни Трпе, туку само Донка и Божана. Па тие си го посвоиле детето. Оти во првиот случај фали мајка родилка, а во вториот мајстор спермодарител, па мора да одат нели на посвојување. Ама зоќе пак има проблем. Детево од каде го посвоиле? Им паднало во скутот планетата Криптон како Супермен? Ја еве да речеме потекнуваме од Адам и Ева, ама тоа се однесува претежно на нас христијаните. Тогаш муслиманите кој ги направил без оќе? Мујо и Фата. А индусите кој ги правел без оќе? Добро, еве, не знам за индусите, ама кинезите сигурно не се направени од Адам и Ева, туку од Брусли или Джеки Чен ги направил. Абе, стварно не знам, не се сеќавам. И како бе така религија и наука мешаш како карти за табланет? Не оди тоа така без оќе. Тебе ти тргна со мешањево изгледа. Прво мешаше околу Гоце Делчев. Бил и наш, ама бил и бугар. И Линденското востание, малку е македонско, ама малку повеќе бугарско. Идентитетот е бетон, ама може да биде и тесто според тебе. Името не го даваме, ама па шо има врска шо го сменивме? Зоќе, овие чичковците во белите мантили со гумено чеканче во рака што шетаат и удираат пациенти по колено, имаат име за тој проблем. Шизофренија го викаат, целосен распад на душата и умот. Диши малку, бе. Сркни од тоа маслото што го шверцуваат твоите да се олабавиш. А може затоа и ти е смешен според што го имаме со Бугарија, затоа што самиот ти го направи. Па после си цицна од маслото и сега ти е све смешно. Супер. Само проблемот е во тоа што само ти се смееш. Нам одамна не ни е до смеење. Шекспир нема напишано ваква трагедија каква што испиша ти за Македонија. И да те подсетам на една добра песна од Желјко Бродарич, Јапа. Голем хит беше во бивша Југославија. Пушти си ја на YouTube, најдија, се викаше Мајмун ради оно што види. Мило од Финска пред некој ден го прослави денот за борба против хомофобијата, трансфобијата и бифобијата. Еј, жими све! Абе, не знаев дека овие незини венџио будалетинки измислиле толку многу нови фобии. Ај, за оваа хомофобија имав чуено. Ама за она транс и бифобија, абе јок,
ама сватив дека сите тие нови фобии се поврзани со сексот. Може Мила не знае, ама има уште такви фобии од одредени сексуални активности кои таа и незините NGO не ги спомнуваат. Еве, јас, например, страдам од монодундедропафобија. Значи, многу се плашам од мастурбатори кон Мила, кои мастурбираат ментално во јавност штом дојдат на власт. Пардон, не мастурбатори. Мастурбаторки. Не сакам NGO-та да ме обвинат дека ги дискриминирам по родова линија, освен ако самите не се сметаат за припаднички на женскиот род, туку за некој друг род, да кажеме среден род, меѓурод, изрод. Мислам, кој ги знае што се? Епа еве, честитки и од мене. Нека ви е честит денот за борба против вашите фобии што ги измислувате и ги товарате на други за да ги замолчите. Божем, ние миличките од NGO не сме фобични од ништо, освен што сме фобични од оние кои се фобични на нашата пореметеност. Добро, ај според вас, ние сме еве хомофобични, бифобични, трансфобични. А шо правиме, Мила, за вашите фобии, а? Кои се вашите фобии, бе, миличка? Да погаѓам? Еве, например, прва што ми паѓа на памет фобија од која страдате е ашимофобија. Докажано е дека имате страф од ашими. А знам дека страдате и од дивомагарефобија. Значи се плашите да не ве обчекори некој дивомагаре. Страдате и од рунтаво мажефобија. Многу бе ви фуфка од недепилирани мажиња. За вас тие се многу демоде, фуј. Страдате и од хетеродуписифобија. Се ужаснувате од секс меѓу маж и жена. Исто така страдате од шмукоколба со пулсирачка фобија. Имате страф од орален секс со колбас. Има уште фобии поврзано со вас. Можам од нив да напишам тефтер ко кинески телефонски именик. Ама друго ми е поентата. Овие нови фобии не ги измислувате за да заштитите некоја група од дискриминација, туку да ги спречите останатите да мислат со своја глава и постепено да воведете цензура во јавниот говор со една цел: да избегнете јавна дебата, за шверцерски да ги реализирате вашите планови за уништување на јавниот морал и вредностите кои се темел на оваа држава и цивилизацијата. Будалетинки едни неопеани, прочитани сте ко селски буквар, не дигитален, туку баш онаков селски, што се држи во раце и што се чита со радост. И главната фобија од која страдате ви е македонофобија, фобија од се македонско, а за таа ваша фобија имаме лек. Многу наскоро ќе се појави во сите наши аптеки. Кога се собраа Павле полицајецот од ДС, Горан аутсайдерот од ЛДП и Маја пратеник од Дом на Лиле Зелената за да одат на локални избори сами како трета опција, мислеа дека се попаметни од моментално најголемиот политички волшебник на Балканот, неговото величество Зоки Заев. Демек не се согласуваат со политиката на СДС-то, па за казна ќе ги напуштат во ноември, ќе одат сами нели на локални избори. Така се грижале за граѓаните кои ги мол за 20 години влегувајќи со по 1-2 пратеника во секоја власт и лапајќи државни ресурси преку директори и министри. Дека многу си ја сакаат земјата, гласаа за промена на име, за двојазичност и сега, како одговорни партии, ќе напуштеле коалицијата. Види богати! Го третираат народот од глуп по глуп. Битно платата да им доаѓа редовно, едно 70.000 денари, а на народот ќе му продаваме басми на пресконференции како на мали бебиња. СДСМ е лошо дете, СДСМ. На. Тепам сега СДСМ, тепам, ама и гушкам СДСМ, му плавам влада, а народот глуп народот, најглуп. И при тоа, со тоа што му прават влада, ќе им испорачал една изборна единица и отворени листи, така им ветил Зоќе. Хабе, на Зоќе тие финти полицај зелено-дунстерски најдовте да му ги продавате, а? Демек, ќе мора да ви даде зашто влада му правите. А он ве укапирал дека вие сте коние ликовите од филмот оној оскаровецот Паразит, кои се нагрбачени на туѓа куќа, цицате, лапате и никаков аер од вас, ама успешно го држите статус квото, зашто тоа ви дава крила, парички ви дава, функции ви дава, угоден живот, додека народот масовно го отпуштаат од работа.
И Зоќеви го збрчи. Владата не даде зелено светло за една изборна единица, а за отворени листи ќе си попричекате, ќе мора да се отворите уште едно пеше с прста онака најдемократски. А Лиле сега со еден пратеник ќе се отвара само во Ајнц. А и кој ќе гласа за вас бе на следните локални избори? А, кој ќе гласа? Баба Петкана која мисли дека се што носи име Демократски сојуз дека е пензионерско здружение? Томче Молерот кој уште мисли дека Петар Гошев е председател на ЛДП? Митра Касиерката ќе гласа која ја обожава Лиле и словенечкиот јогурт зашто се викал Зелене долине. Народот убаво рекол, со кого си, таков си, а јас ви велам, со кого си, какан си. Толку сте укакани што ви треба еден голем лист од зелка, онака еколошки, поголем од полициски билтен за да се избришете. Затоа што Вардар не ве пере. Него не си ја будала, што ве предупредувам, бе, тирајте си сами, кршете си глава тамо. Конечно и ви еднаш да се заебете. Ајде има поише гласови така за она малку нормални партии што останаа во државава. Оние партии, мислам, кои ја бранат македонската чест и државност. Или пак, може би некој од странциве ви шепнал да менувате страна, а вие нели како експерти полека се прешалтувате. Да не ве заболи, само многу внимавајте. И пазете се од Зоќе. Да не нафркате. Још мало сутра. Мисли дека тоа ќе го донесе на власт? Мало сутра! Што е тоа заедничко помеѓу Боки 13 и Батесаше началникот, освен тоа што садеа краставици со Зоќе наш, Нобеловец без Нобелова награда? А и тоа што краставиците не им искочија криви, туку малце округли како воланчиња, па со нив брм си отидоа до затвор и тамо ќе останат на подолг период. Значи, прво заедничко е тоа што се бандити пар екселанс. Боки од ситните криминалци во обид да влезе во првата бандитска лига, а Батесаше е еден од тие 16 години што се пласираат во лигата на бандитските шампиони, а понекогаш е тамо прв, понекогаш втор, кој овие најбогатите фудбалски клубови, тоест бандитски клубови, и како втора заедничко им е тоа што се многу сексуални. Боки по машките, началникот по женските. Ама сега по сила на нештата ќе бидат принудени на абстиненција некое време, барем Батесаше, а Боки таму каде што е во моментов ќе има шведска маса секој ден. Мевца во изобилие. Како трето, двајцата се бават со спорт. Боки со спортови со рекет, односно земање пари во име на виша сила која стои зад него, зашто никој не дава пари на бивша звезда на фарма, нели? А Батесаше е пак по спортот прислушкување во далечина, со кој постигнува одлични олимписки резултати. Четврта работа е што не се занимаваат со ситна пара, него само со милиони. И кај нив све е во милиони, стекнати од плата или од хонорари на замрзната сметка што дае. Пета работа им е тоа што Боки прозборе кој е шефот, ама никој не го есапи удржава. Сите глуви, од обвинител до полиција, а Батесаше нема шанси да прозбори. Зашто не таков? Таинствен, повлечен во себе, скромен дечко. Нели, не сака да ги обвинува другите кога не се држат до договореното. Битно, тој си се држи до договореното. Мудро чути и си собира години робија. Не баре се сликички од европско. Или он знае, или мисли дека знае нешто што автоматски ќе го извади од таму. Само Зоќе знае дека може сите да ги заебе, па и него. Заедничко им исто тоа што ниту едниот, ниту другиот нема да вратат ниту евро од тоа што го здиплиле. И среќно ќе се живеа до крајот на животот, кога некој Стево ќе ги амнестира пред некоја нова година, додека ние стоката ќе акаме по Банско и Копоник, неизживеани и ненајадени и добро оплячкани. Ете така, и завчера Боки понуди снимки со Зоки за слушање, ама никој не го пренесе. Не е веќе интересен. Демоде е станат. А Батесаше, за разлика од него, понуди 10 милиони крваво заштедени пари од платата и обвинителот му ги прифати. Дека добра сума понуди. Арна, ама, со судов не се договорија и ништо од бизнисот. Ај следниот пат ќе се договорат, нели, кога ќе им задзвони телефонот од горе. Види, во Македонија е тешко да бидеш криминалец до првиот милион. После единствено што ти фали е да го знаеш, нели, бројот на телефонот, нели, тој од погоре, и да си платиш ко човек, и немаш проблем.
Ова ме подсетува на онаа стара добра бугарска поговорка: она што не го решаваат малку пари, го решаваат многу пари. Една студија во Шпанија покажала дека кога првата вакцина што ја примате AstraZeneca, а втората BioNTech Pfizer, нивото на антитела се зголемувало многу повеќе од очекуваното. Може, значи, комотно после на инфективно без маска да се шеташ и со тоа болните 3 пати православно да се љубиш. А ако се муслимани, можеш и рака да им бациш, и тоа не прскана со средство за дезинфекција. Интересно, пред некој ден имаше во медиумите дека некој наш прво го вакцинирале со AstraZeneca, ама после му бапнале Спутник. Од ова изгледа не се прават антитела, зашто Неџат Јовановиќ го нема одобрено овој шприцер од вакцина. Може само Астра со Pfizer да се меша и Джонсон и Джонсон тоа шампончето и толку. Нек си се мешаат тамо руси и кинези, смета Неџат. Спутник и Синофарм може, ама со таа после можеш до душа да мезиш и пржен лилјак со водка, имаш антитела ко антихрист одлично. И Синовакот не се меша. Они така е лајт, лесна комбинација за сиромашни, да не се буна дека ги акнале со дестилирана водичка, па и ќе ги акнеме со Синофак. Заев објави дека можело да се оди во Грција и со тест за антитела, ама грциве таков шприцер не признаваат. Само узо име такса, односно само сертификат и прц тест за 2600 денари. Може ќе попуштат ако се пријавиш дека Македонија е Грчка и дека е соседна земја кој што си пишува уредно на таблите кај нив. Или ако кажеш дека си пријателска земја со државјанство 3 цртки или популарно кажано РСМ. Тоа РСМ мене ми звучи искрено како ракометен сојуз на Македонија, ама екипава што е на власт го форсира деме ке се одомаќинело, како порано СФРЈ што се одомаќинило, нели? И никој повеќе немал да не вика Југославија, Македонија, разбирате што мислам. Мислам дека дефинитивно на граница ќе не пуштат ако ко луѓе си се кажеме дека сме од Скопје, дека сме педери, циганос или малака. Се извинувам за ова циганос од напред, им се извинувам на браќата Роми, ама сценаристов на емисијава рече дека морало така да речам, затоа што така не му викале кога купувал некаде гиро во Грција. Само го цитирав. Така веројатно ќе се смилуваат да не пуштат и со прележана корона. 100% антитела без вакцина и тест. Или можеме да им ги пратиме парите по Western Union, а ние ќе дојдеме некоја друга година, до година, следната година, после 3 години. Златен Охрид, шубаво е тамо. Ги нема овие проблеми. Има само охриѓани. Само. И така, минатата недела за малце не сум извршил самоубиство од разочарување. Абе, вака не сум се разочарал од како Тамарче ја утна строфата на химната на сред калето. Ми идеше да се напијам варикина кој што викаше Трамп, ама после ми текна дека го имам умрено тоа короната. Другари, па она педерине од од Евровизија ни го исврлија Васе Флексибл од финалето. Он само што помисли дека пенетрирал во финалето заедно со сите овие од фрик шоуто, тие буљашите илуминатско-масонски викаат: Васил нихт финален! Финален гешлусен за Македоно-Булгариен сингер! Пон сингер, нели, не се мисли на машина за шиење, туку на пеач, певаљка, естраден уметник, нели? Ама и он малце се залета со она изолир банот околу глава со кој изгледаше ко реклама за вакцината Спутник, пошто Спутник у мое време беше вселенски брод што светка, па Васе веројатно мислеше дека стајлингот ќе го лансира меѓу звездите. А он падна утрње со сеплјачки. И насловот на песнава му беше многу егоистички, како да сум го чул негде. Јаме мене, или тук стојам. Јадек сум застанал, не мрдум од тук. Мале, дека дојдох не си одум никогаш. Мене тук ме пратија, не се врнувам. Многу ми звучеше бе ова познато. Или црпнато. Кој како сака. А изведбата? Ми текна кога бевме деца, кога ќе ни речеа: нема бе сега да изведуваш бесни глисти. Буквално таков беше Васе Флексибл. Ко да има бесни глисти? Си мислиш ке го издаде едно време на смевката дека има бесни глисти? А после ќе си помислиш: може има и нешто пострашно од бесни глисти? И многу расплака настапи. Цел ден плачел изгледа. Абе Васе, требаше после да плачеш, кога попуши, уствари кога падна во тоа трњето. Не се плаче однапред бе Васе.
Тоа лош знак е, од баба Вања се знае дека е така. Кога ти го даваа пасош од вас не ти кажаа дека не се плаче однапред. Тоа те издава дека си бугарин. Благонадежен българин, извини. Само бугарите плачат однапред. Те историја, те народ, Самуил е наш, Гоце е наш, ова е наш, Брусли е наш, Стојко е ваше Стојко. И стварно, не знам шо си им сгрешил на она норвежаните да те лупаат толку многу на нивните телевизии. Еј, Васе, ама бар си познат у Норвешка. Сега си тамо Васе Лузенсен, Гузенсен, од Норге People Дупенсен. Ако се продава песната таму да се издржиш, братче, шо те боли бе, па нека дупат колку сакаат. Битно кеш ке ти тече вака, хоп. И онака нашиот кеш, тоест кешот на македонскиот народ и другите заедници го изгоре за оваа година. Отидоа еврата во неповрат за песна на која никој не може ни рефрено да ја го повтори. Па ако ја дадат како прашање на матурантиве, сите ќе паднат. Види Васе, имаше една стара скопска, сега ќе ти ја кажам. Го фатиле Васила, го избркале насила. Избркале. Абе, сами си знаете како идеше точно. Има едно типче кое што пред 4 години ни ветуваше зелени шуми, зелени долини и чист воздух, а наместо тоа останавме зелени само во главите. Тој велеше вака. Аеро, аеродром, аеро, воздух, нема воздух. Аеродром, аеро, воздух. Потоа, кога дојде на власт, со него дојде едно другарче, негово убаво мургаво, кое му беше заменик. А тој не убедуваше дека воздухот го труја домаќинствата кои се греат на дрва. Се, оваа ЕУ и САД да ти финансирале проектчиња на истражувачко новинарство во ИРЛ, кај шо минатата недела, кап шаро, излезе друга работа. Дека заменичево, кој во слободно време е тајкун, да ти увезувал мазут кој е строго забранет во Европа. Слушајме шове мафта, мостеме да увезуваме работава. Затоа да чуеме што му пее првото другарче на второво, сега вака, кога се разделени и тажни. Човекот што има пар, тој е коле мојот брат. Пара нас е споила, судба нас раздвоила, он си прави метларки, ја уште зогудали. Еј, брако, друже мој, брако, брате мој, зошто гори мазут твој? Аеро, брате мој, аеро, друже мој, угушивме народ свој. Опа! Са! Шешај! Коле, врати се, ќе се напатираме, не оди си сега ти, се ова петери. Ќе ги тужи сите он, има пари еден тон, гаранција сум му јас, само он ќе спаси газ. Еј, брако, друже мој, брако, брате мој, зошто гори мазут твој? Еј, аеро, брате мој, аеро, друже мој, угушивме народ свој. Опа! Аеро, кој ги врти кога не се телефони?
нека врне кеш. Пуштај ајро тоа од джаците. Паси бе ти со тоа мурковот кај го ставаш. Викај го Менчо, викај го Фенчо, и Окто, и Усо, пуштај! Нека гуши, нека смрди, нека корне, за живот во Македонија! Јаша! Еј, брако, 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 друже мој, брако, брако, брате мој, зашто гори мазу твој? Еј, ајро, 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 брате мој, ајро, ајро, друже мој, угушивме народ свој. Сега ми е навистина преку Тасевски. Се надевам дека малку ве опуштив, можете слободно да одите на спиење и сонувајте ја Македонија онака како што ја замислувате.